Учи паметно, работи стручно. Бидете и вие дел од тимот на Средното општинско училиште Орде Чопела Прилеп. Денес ученик, утре стручњак на својот занает. Добре дојдовте во Средното општинско училиште Орде Чопела од Прилеп. Дозволете нашите ученици да ви ги представат образовните профили кои ги нудиме оваа учебна година. Јас сум техничар за очна оптика. Јас сум хемиско-лабораториски техничар. Јас сум прехранбен техничар. Јас сум геодетски техничар и од оваа година ќе почнеме да запишуваме ученици во архитектонски техничар и градежен техничар. Јас сум медицински лабораториско-санитарен техничар. Јас сум техничар по ветеринарна медицина. Јас сум техничар за фитомедицина. Јас сум агротехничар. Пријавување и запишување на учениците во средното училиште ќе се врши во еден уписен рок со 3 пријавувања во јуни. Конкурсот за уписи на учениците е 14 и 15 јуни, 21 и 22 и 28 јуни. Наши гости денеска се представници од Средното општинско училиште Орде Чопела, каде што ќе разговараме кои профили, кои можности ги нуди училиштето за упис на идните 9 одделенци. Ќе посекам добар ден на Билјана Костоловска, професор по хемија и стручни предмети. Добар ден. На Ружица Јегориновска, професор по стручни предмети во секторот на земјоделие. Има и риболовство и кажете за вашиот сектор. И на две прекрасни млади дами кои што се дел од ова училиште, Андрија Гагареска и Деспина Христоска. Добар ден. Здраво. Најпрво би почнала една мала презентација за она што овој пат нуди како можност Средното општинско училиште Орде Чопела за оние идни средношколци кои што ќе одлучат да одберат нешто што е многу важно, а тоа е струка. Бидејќи денес струките на пазарот на трудот навистина се многу барани, но кои можности струки ги нуди ова училиште за да се донесе правилна одлука при изборот на средното училиште, заради тоа што идното образование веќе е насока и на високото образование, а затоа и родителите и децата навистина треба да направат вистински избор кога станува збор за средното училиште и затоа не случајно сте и наши гости. Ружица повели. Нашето училиште, значи Средното општинско училиште Орде Чопела, нуди голем број на струки или сега откако е образованието малку реформирано пред едно 3 години, тоа се веќе сектори. Значи имаме повеќе сектори, ние имаме еден многу убав памфлет или брошура која што ја разделивме на секаде во училиштата со нашите презентации, но убаво еве сега во вашата емисија да ги повториме сите овие наши струки. Значи имаме здравствена струка, каде што спаѓа квалификацијата лични, не, се извинувам. Значи здравствена струка, потоа имаме хемиско-технолошка струка, потоа имаме земјоделско-ветеринарна струка, градежно-геодетска струка и на крајот е лични услуги. Добро. Сега вака во сите овие струки ние имаме повеќе профили и секој профил си има своја карактеристика. И се разбира ние во зависност од каде доаѓаме, од кои сектори ќе си ги представиме нашите профили. И сакам да кажем дека веќе 3 години функционираат дуалните паралелки, ова ќе биде 3-та година, каде што дуалните паралелки сите ученици кои што ќе се запишат, не се сите дуални паралелки, одреден број се во нашето училиште, како и во сите средни општински училишта, добиваат 3500 денари месечна надокнада, во смисла да секој ученик биде стимулиран да успешно си го заврши своето образование преку набавка на одредена апаратура која што ќе биде во тек со целокупната технологија, односно на онлайн презентирање, сето она што како придобивка го добивме од ковид ситуацијава.
сепак не беше се лошо, ете добивме и поинаков начин на пристап во учењето преку електронските медиуми. И токму тие средства тие може да се ги употребат за таа цел. Во однос на здравствената струка запишуваме до 34 ученици. Овде ни е медицинско, лабораториско, санитарниот техничар, за кој што биле малку поопширно ќе каже и ќе разграничи, ќе направи една дистинкција што всушност представува тој и како се разликува од хемиско-лабораторискиот техничар. Потоа, во секторот лични услуги, една паралелка со... Значи, сме во центарот на градот и да, сега доаѓаат овие ќе почекаме да поминат. Како и да е, можеме да продолжиме. Здравствената струка треба да исполнуваат учениците 70 поени, значи тоа е тој потребен број на поени од кој што нема отстапка за да се запишат во таа здравствена струка медицинско лабораториско санитарен техничар кој што ќе биде втора генерација, еве овде представник ни Андреја како прва генерација. Потоа во лични услуги спаѓа техничар за очна оптика, техничар за очна оптика е со минимум 60 поени. Потоа хемиско-технолошката струка, тука имаме веќе две паралелки, односно имаме две квалификации. Прехранбен техничар, тоа е дуална паралелка, минимумот е 45 поени. Потоа техничар за заштита на животна средина, заедно со хемиско-лабораториски техничар, тоа е минимум 45 поени. Имаме, рековме, земјоделско-ветеринарна струка, каде што се повеќе паралелки, односно вкупно 3, каде што едната е дуална, тоа е земјоделско-ветеринарната паралелка агротехничар со техничар за агроменеджмент, минимум поените се 40, техничар по ветеринарна медицина минимум поени 45 и техничар за фитомедицина исто така 45. Во однос на градежно-геодетската струка, таму имаме геодетски градежен и архитектонски техничар. Значи тоа е една комбинирана паралелка каде што повеќе квалификации се овде сумирани во една паралелка со минимум 45 поени. Исто треба да потенцирам дека освен дуалните паралелки каде што учениците добиваат сите 9 месеци додека трае училишната година по 3500 денари, исто така одредени паралелки како што е на пример еве ова, геодетски техничар, градежен техничар, архитектонски техничар, тие имаат можност да добијат стипендија со 2000 денари исто така во текот на тие 9 месеци. Потоа имаме исто така и во техничар за фитомедицина кај земјоделско-ветеринарната струка. Во однос на дуалното образование, ние обрнуваме доста внимание во нашето училиште, склопуваме договори, односно меморандуми за соработка со поголем број на компании или фирми. Зошто? За да нашите ученици одат значи во реална компанија која што функционира и работи она што тие теоретски кај нас се подготвуваат и практично тоа тука да го покажат или утврдат теоретското знаење, па и нивното практично знаење, кое што го изведуваме во просториите на нашето училиште, за кое што сме опремени, биле подоцна малку повеќе за опременоста. Имаме договори со поголем број на фирми, како што реков, значи еве млекара Мики, Донија, Стара Фурна, Институтот за тутун, Тутунскиот комбинат, земјоделска аптека, земјоделко и голем број на други со кои што на учениците им олеснуваме да во нивната околина, како што тие, од каде што доаѓаат, да речеме во околината на Кривогаштани или од другиве рурални средини, да склучиме договори со одредени фирми во кои што поблиску и подостапно ќе им биде практицирањето на она што кај нас теоретски го научат. И сега јас бе прашала Билјана во рамките на ова презентирање едноставно прашање. Зошто учениците или идните средношколци би го избрале вашето училиште, средното општинско училиште Орде Чопела? Ова се профилите или ова се квалификациите во вашето училиште, каде што навистина децата покрај тоа што ќе можат да се едуцираат, бидејќи квалификацијата е многу важна, стручноста е многу важна денеска на пазарот на трудот, и знаењето пак потврдено со пракса е дополнително и дополнителна можност е да се појават веќе подготвени со средно стручно подготвени да работат во кои да било од фирмите кои што ги истакна Рурица. Но
Еве, вие мака попластично да ни кажете зошто, например, би го одбрале едните 9 одделенци и покануваме и оние што се од општина Кривогаштани и оние кои што се од општина Долнени да ги погледнат условите, можностите за да бидат дел од вашето училиште, но вие ќе ги доближите повеќе работите и причината зошто би го одбрале вашето училиште. Одговорот на вашето прашање би го кажала заради спектарот на струки кои ги нудиме ние. Значи, може би некои нас не знаат како Орде Чопела, некои не знаат како хемиско, некои не знаат како земјоделско. Но сега Орде Чопела нуди 6 различни струки со многу уште повеќе квалификации. Зошто? Затоа што, како што напомена, теоријата стекната низ практичните предмети, посебно да ставиме акцент на реформираното средно стручно образование, каде што голем број на предмети се проткаени или со вежби, или со практична обука, која практична обука имаме основите да им ги понудиме во нашето училиште, затоа што во училиштето е опремено со лаборатории. Основен предуслов за работа на лаборантите, независно дали тие се медицинско-лабораториски техничари или пак се хемиски техничари. Понатаму имаме работилница за делот од техничарите за очна оптика, тоа се лични услуги. Секако тука би ги спомнале и прехранбените техничари, каде што дел од оние практични обуки низ предметите го стекнуваат во реалната компанија која имаме, тоа ни се вика Детелинка, всушност тоа е пекара, каде што учениците под менторство на нивните наставници ги учат подготовките во технологијата на пекарските производи, значи тука. Понатаму да се надоврзам во делот од земјоделско-ветеринарната струка, имаме ветеринарна лабораторија, ламбуланта и лабораторија, како сакате. Ние многу по лабораторији сме, зато така. Затоа што ни е најдобра лабораторија, и опремена и со химикали, и со апаратура. Во тој сегмент мини зоолошка фарма за дел од ветеринарите да ја обавуваат и тука праксата, стакленик во кој учениците од фитомедицина и агроменеджмент и агротехничар ја обавуваат, ги обравуваат практичните делови од предметите. Понатаму училиштето располага и со инструменти од градежно-геодетската струка, во кои нормално ги користат како во рамките на училиштето, така и во рамките надвор од училиштето. Сега, ова е со она што се училиштето располага. Секако дека ние треба да имаме поддршка од бизнис секторот. Имаме, се радуваме на нивната соработка. Ружица, колешката ги кажа некои од фирмите со кои соработуваме. Нека не ни замерат, може би некои што нема да ги спомнеме, многу се на број, но ние сакаме соработката да ја продлабочуваме. Односно, еве, не е момент е сега, пред почетокот на реализација на феријалната практика. Значи, во некои сектори или во некои квалификации за прв пат се воведува терминот феријална практика. Што значи тоа, може би малку да им објасниме на родителите, бидејќи сигурно не слушаат родители и деца 9 одделенци, но не слушаат и наши ученици од прва, втора и трета година, посебно за тие од прва година. Ова го кажувам со цел што мојата улога во училиштето е координатор за практична настава. Значи сега летово ни предстои дел кога учениците ќе одат да работат, односно да обавуваат феријална практика во фирмите, во компании, во институции, од различни сегменти, односно од различни струки и можност учениците поблиску да се запознаат со работните процеси на самите компании. Бидејќи сме во време кога малку и ни одливаат младите, ни заминуваат од нашата држава, може би компаниите би ги нашле своите идни вработени и добра можност да видат со што би располагале, посебно кога се знае дека станува збор за млади луѓе, на кои, доколку им обрнат внимание, би го искалиле или велиме би формирале таков стручен кадар кој нив лично им одговара. Така да, она што го нуди средното стручно образование, посебно е и нашето училиште, низ сите струки кои веќе ги спомнавме, е моделирање на кадар кој одговара на компаниите.
Ова од друга страна може би е добро и за родителите, да знаат дека нивните деца веќе се подготвуваат да излезат спремни на пазарот на трудот. А тоа во денешно време мислам дека им ги зголемува компетенциите на самите ученици, а од друга страна пак развиваат вештини кои можат да се надополнуваат вештините кои ги стекнуваат во рамките на училиштето. За вештините и за можностите кои што ги нуди училиштето, практично сепак ќе ни кажат учениците кои што денес не се гости. Деспина Христовска е веќе 4-та година матурантка, честита матура. Ти ни доаѓаш од која струка, од која квалификација? Јас сум ветеринарен техничар. Жалбата за ветерината ја добив уште како мало, но како што дојдов во Орде Чопела, се повеќе ми се развива, благодарение на професорите што ми предаваат стручни предмети. Исто така и праксата играше голем дел во жалбата која ми се разви. Од секој сум гледала на емисиите како прават операции, како се контактираат луѓето со животните, но во Орде Чопела имаме ветеринарна амбуланта и мини фарма. Тука вршиме различна пракса, вакцинираме кучина, правиме операции, исто така професорите организираат и практична настава на терен, каде што работиме исто и со големи животни, како например со говеда, доколку некој дете има желба да работи со коњи, со говеда на терен. Крупен дивеч во случај, така, му се создава можност во случај. Има можност. Имаме исто така организираат и екскурзии за да одиме во различни градови, да видиме како работат таму, кои ветеринарни клиники ги имаат. Еднаш неделно имаме пракса во нашето училиште, во ветеринарната амбуланта. Како што кажав, таму вршиме операции, имаме различни скелети, органи, каде што можеме да учиме во живо, не само преку учебник, можеме и да гледаме. И практично и теоретски, теоријата да примените во практиката, во секој случај. Од прва година до 4-та година ја имате таа практична работа? Да. Од прва година почнавме со запознавање, значи работевме на сунгери, значи не на вистински да не ги повредувате животните, да се научиме. Сигурно, да. Од втора година веќе почнавме со животни, почнавме да работиме на животните, со помош на доктори, се разбира. Еднаш месечно одиме во ветеринарна клиника, можеме да си одбереме каде сакаме ние, дали како например кај докторот Златко или во ветеринарната клиника кај докторката Марија, исто како и кај ветеринарниот доктор Панче. Ученикот има можност да се одбере кај кој доктор сака да оди да учи. Дали сака на терен повеќе да работи или со миниатурни животни, со миленичина. Сега е многу добро што се развива исто така ветерината и има многу нови предмети од оваа година. Учениците од прва година веќе почнаа да учат и предмети за екзотични животни. Што е многу добро. Популарни во нашата средина, така. Исто така и училиштето ни овозможи да одиме и во различни земји преку Еразмус програмата. Еразмус програмата ни овозможува да одиме на проекти, да учествуваме во проекти кои што се одвиваат во различни земји низ Европа. Убаво што тука е се обезбедено, значи платено ни е исхраната, престојот, исто како и патот. Ние само треба да учествувате. Да, учествуваме. Така. Се запознаваат, предпоставувам, нови култури, запознавате нови млади луѓе и предпоставувам научувате нешто и во врска со вашата работа. Тоа е многу добро бидејќи гледаме какви други инструменти имаат, како работат, што е различно во другите земји во споредба со нашата. Учиме нови работи што можеме да ги доведеме и тука. Комуницираме со професорите, со стручните професори и преку тоа што сум го научила, пример јас бев во Малта на една месечна обука. Тоа што го научив го споделив со моите стручни професори, тие исто така моите слики, сето тоа што го научив го споделија со учениците од прва година. Едно добро искуство и добри можности да се пренесуваат и практичните работи кон другите ученици и она што го учите во странство да биде достапно за сите ученици. Да. Во секој случај би те прашала, ако некој сега
дали некој сега ти понудил работа да се вработиш или ќе сакаш сигурно ќе продолжиш на факултет, но дали ти понудил некој, бидејќи спомна еве неколку ветеринарни амбуланти во Прилеп, а верувам дека и во другите градови, бидејќи сте барани сега на пазарот на трудот, така да речам, дали некој ти понудил работа? Да, во државната ветеринарна клиника ми понуди работа како да одам како техничар, но ако сакам да продолжам факултет, дека исто така можам да продолжам после ветеринарниот факултет да се вработам како ветеринарен доктор. И во Малта, што е многу добро, во Малта дека бев на една месечна обука, апендиса е работата, што ја вршевме таму, бидејќи тука многу стекнавме и таму покажавме тоа што го знаеме. И таму имам понуда да продолжам ако сакам како ветеринарен техничар или доколку завршам факултет во контакт сум уште со газдите каде што одев на пракса. Ме кажаа дека доколку завршам факултето имам вратите ми се отворени, можам да продолжам таму, што е многу добро. Деспина прекрасно ни отслика како може еден ученик да се развива во средното општинско училиште Орде Чопела и што можности понатаки ги нуди. Значи видиците се отворени кога човек има стручност, односно кога веќе е сигурен и е запознат со својата работа. Значи се чувствуваш ти сигурно, например, да бидеш на една фарма за којни, претпоставувам во Малта, таму е нешто така со крупен дивеч или пак крупни животни, да нели? Точно во центарот на твоите желби, а? Да, ми е баш со коњи да работам и е многу убаво што таму навистина имаше коњи, развиено беше, но јас работев таму со миниатурни животни, со кучина главно, со миленичина. Исто така со документите што ги добив од Еразмус проектот каде што бев во Малта, имам поголеми шанси да се вработам во други земји. Повеќе сакам да работам со миниатурни животни, бидејќи ме влече мене хирургијата, операциите и многу стекнав во овие 4 години, значи праксата беше супер. Веќе знам и сама да правам стерилизации, кастрации, што е многу добро за ученици што се уште од втора година до четврта. Јасно. Одлично, јас ти посакувам навистина успех. Претпоставувам дека продолжуваш на факултетот за ветерина во Скопје. Не би сакала да одиш во Малта, јас би сакала да останеш тука во Македонија, бидејќи стручните кадри навистина ни се потребни, но како и да е, тука имаме и една девојка која што е прва година заврши сега во средното општинско училиште Орде Чопела, Андреја Гагалеска. Добар ден и за Андреја, иако се не јавивме на почетокот. Твојата одлука да се запишеш во средното општинско училиште Орде Чопела, уште ти се свежи за исќавањата. Сакаш ли да одиш некаде во некој од другите средни училишта или одлуката беше токму во ова училиште? Јас уште како мала сакав да бидам докторка и да се занимавам со медицина. И пред да се запишам кога беа уписите изминатата година, се двомев помеѓу медицинско за медицинска сестра и Орде Чопела за мојот смер медицински лабораториски санитарен техничар. И разговарав и со родителите и со деца кои се запишани овој смер го има од изминатата година, е ново нашето училиште. И овие што ќе се запишат оваа година биле втора генерација, вие сте прва генерација, добро? И зборував со деца од медицинско и деца од нашето училиште и некако повеќе ме привлече заради праксата, заради дружбата со децата, исто Еразмус проектите и други проекти кои ги нуди нашето училиште. И повторно да можам да изберам, би го избрала нашето училиште, не би се покајала никогаш дека го ја избрав таа струка. Што работите во прва година? Што работевте? Учете само пракса или имавте и лабораторија, амбуланта, каде што можете да учевте само теорија или имавте и пракса? Тоа ми беше прашањето. Учевме најчесто теорија, освен стручниот предмет што ни анатомија и физиологија, тоа имавме вежби кои изучувавме делови од телото, органи, коски, мускули и сето тоа. И имаме во училиштето скелет на кој што учевме како практично. Ама повеќе беше на не практична настава, а за хемија работевме во нашата лабораторија. И имаме сега феријална пракса, како што спомнава професорката Билјана. И од година имаме повеќе вежби и пракса, затоа што имаме повеќе стручни предмети, како микробиологија, аналитичка хемија, имаме стручни предмети кои што ќе ги извршуваме во лабораторија
и тогаш би била повеќе развијана и практичната настава. Секако ќе ни раскажуваш ти иднава година во 2022-2023 како поминувате и како работите во вашето училиште. Несомнено верувам дека ќе ни видиш дел од нашата програма за да чуеме и да дознаеме што повеќе за оваа твоја струка и верувам дека ќе имаме можност да ги слушнеме и другите ученици, бидејќи навистина има многу интересни профили, односно има многу интересни струки за да добиеме стручни кадри кои што на Македонија навистина и се неопходни. Еве, како што кажа Деспина, таа е подготвена веќе и да се отвори своја ординација на некој начин во однос на ветеринарната струка. Верувам дека важно е да споменеме и тоа, и двете професорки ќе ги прашам во контекст на ова, каков е односот ученик-професори, какви се можностите, еве Деспина ни открие на Тања дека се користи Erasmus Plus програмата кај вас, но верувам дека има и други програми со цел да се зголемат видиците на децата. Наградени се, добиваат ли награди? Тешко ли е да се учи во средното општинско училиште Орде Чопела? Тешки ли се предметите? Каков е односот помеѓу? Веќе верувам дека е по-директен, поблизок однос, бидејќи вие како професори сакате да влеете што повеќе знаење кај учениците. Важно е информацијата да стаса до учениците, учениците да прашуваат, колку се интересираат повеќе, верувам дека добиваат по-квалитетни информации. Во секој случај, што други можности може да добијат учениците, освен од ова формално образование, дали можат и некакво неформално образование за да може да напредуваат? Во универзалниот разговор пред емисијата рековме дека сме од 20 век, поинако беше пристапот на нашите наставници, професори со нас како ученици, поинако е пристапот сега, затоа што ерата на интернетот, технологијата е навистина многу некако не притиска и треба да се движиме со текот на времето и секогаш сум за тоа да бидеме апдейт, нели? И настојуваме како професори да се поставиме малку по-широко спрема потребите на учениците, ги анализираме нивните потреби и нивните можности и максимално настојуваме да ги искористиме и да ги не промовираме, туку да ги унапредиме. Erasmus Plus проектите се дел од проектите со кои што работиме во нашето училиште. Јас веќе еве сега во тек е оглас за 20 ученици од земјоделско-ветеринарната струка кои што треба да одат во Грција на двонеделна практична работа и се надевам дека ќе имаме голем одзив на учениците заради тоа што сите овие Erasmus Plus проекти, освен тоа таа практична работа, унапредување на нивните вештини, покажување на нивните теоретски знаења, овозможуваат и нивно унапредување во социјален смисол, односно нивните комуникативни вредности, подобрувањето на англискиот јазик кој што е облигаторен за посетување на овие практични настави. Во сферата на земјоделско-ветеринарната струка или земјоделство, рибарство и ветеринарство како сектор, имаме различен тип на проекти, има различен тип на проекти, воопшто во програмата Erasmus Plus ги има повеќе типови, подтипови и групации. Овде претежно се концентрираме на практичната настава, односно работа во одредени фирми кои што одговараат на нивната квалификација или профил, за да ги унапредат и покажат своите теоретски знаења. До сега веќе со 6 проекти еве кој што тече, моето искуство е дека нашите ученици секогаш од домаќините, не само како домаќини па ќе ги пофалат добронамерно дека тие се добри, туку секогаш покажувале одлични знаења и одлична снаодливост во таа нова средина, за која што всушност и целта е на тие Erasmus проекти, да се снајдат во новите средини, да го применат она што веќе го знаат и да соберат нови знаења кои што ќе ги донесат понатаму во нивното образование, дали факултетско или втора, трета средно кај нас. Да, и на убава приказна Деспина ни раскажа. Едно многу убава приказна. Дискутиравте, да. И сведоштво за тоа е не само незината понуда, таа е едно од многуте, значи други ученици добивале понуди, што зборува дека Западот го цени сето она кој што е добро, кој што е теоретски добро подковано. И навистина ми е драго што тоа секој се потврдува со Erasmus Plus проектите и мислам дека ние како наставници во нашето училиште сме на добар пат со нашите ученици да ги промовираме нивните и да ги подобриме нивните вредности кои што тие ги донеле во нашето училиште. Тоа е и целта на нас. Наставниот кадар е релативно млад. Искуството на постарите колеги ни е непроценливо. Младите
ние како зрели, ајде во средина сме младите што доаѓаат учат и од нас и од постарите, така да се надополнуваме и сметам дека им нудиме можност секогаш кои ќе имаат одредена иницијатива или кои ќе видиме квалитет, тоа да го извлечеме, па и од посрамежливите кои што се држеа настрана во голем дел од тие наши барања, ама се трудиме, навистина се трудиме да дојдат до израз. Бидејќи само да се надополнам тука, кога сме веќе околу проектите, обично скоро веќе сите стручни училишта имаат искуство со Еразмус проектите. И тука во прв контекст идат јазичните способности, посебно на познавањето на англиски јазик. И сега имаме ние одредена група на ученици кај кои англискиот јазик и не им е некоја јака страна. Но тоа не значи дека не можат да се докажат и покажат на проекти кои ни се на национално ниво. Тука би сакала да ги спомнам претходно низ неколку веќе трет проект имаме во рамките на АПШИТ програмата и Фондот за иновации и технолошки развој, затоа што успеваме да направиме еден тип на симбиоза на различни неспојиви струки. Например, ќе кажеме земјоделско-ветеринарна струка со хемиско-технолошка струка. И сега, лаборанти со ветеринари, што би можеле тие заедно да работат? Поминуваме низ два, веќе низ трет различни типови на проекти од овој тип. Зошто? Ако ние имаме мини фарма, и ако сите сакаме да се грижиме за животната средина, пред некој ден беше Меѓународниот ден за животната средина, го почнавме проектот за климатски промени. Со воспоставување на фотоволтаичен систем за разладување во самата мини фарма. Тука искуството на грижата на ветеринарните техничари околу животните ја надополнивме и ја наградивме со хемиските лаборанти во однос на контрола на квалитетот на воздухот, со однос на контрола на системот, добивањето на биохумус. Значи, ако сакаме да бидеме училишта на новиот век, мора полека да ги воведуваме оние новини кои ни ги наметнува општеството и проблемите, посебно од сегментот на животната средина. Значи, како тоа можеме од мали нозе да им го внесеме на учениците? Па еве, ако имавме таков еден проект, тој проект ќе го надоградиме, ќе го надополниме низ еден друг Еразмус проект, каде што како добра практика ќе го споделиме со останатите држави кои се вклучени во тој, а се однесува на циркуларна хемија. Значи, не можеме да направиме некоја граница, сега ова е земјоделие, сега ова е хемија, сега ова е медицина. Не правите повеќе. Така, да. Сакаме да кажеме дека им овозможуваме и она што го кажа Андреја, дружбата со децата. Значи, не сме ограничени само на живеачката, да не речам и дружењето во рамките на класот, туку низ проекти да можеме да децата да се надоградат, да можат да споделат искуства, да можат да споделат различни компетенции и знаења, за да може да имаме успех понатаму. Сега во моментот ние апштив проектот каде што ги вклучивме и градежно-геодетската струка, ученици од таа струка, понатаму ученици од хемиски лаборанти, ученици од ветеринарната струка, ученици од техничар за фитомедицина и агротехничари, значи еден мултинационален, односно мултидисциплинарен пристап од различни сегменти, од различни струки кои ги имаме во училиштето, преку заштита на животната средина. Тоа е она што сакам да го кажам, дека учениците кои не мора секогаш еве ние имаме искуство од Еразмус проекти, овдека сме сите во тој сегмент приклучени. Но не треба секогаш да го сметаме дека јазикот ни е бариера. Имаме многу можности кои ни се нудат и во рамките на нашата држава, преку различни проекти, да можеме да ги вклучиме сите ученици на различен начин. Мислам дека во последно време се повеќе се протежира вклучувањето во проектите. Тоа е онај неформален дел од образованието, што ги гради учениците како поголеми личности, бидејќи тука не е само стручноста во преден план, туку градењето и на меките вештини.
тие меки вештини кои ги градат учениците, со развивање на таквите им овозможуваат да бидат попривлечни пак од друга страна и на компаниите како нивни вработени. Затоа што низ разговор со компаниите, она што им го бараат од учениците, им не достига, тие ќе си го искалат она што им треба во професионален дел. Но тука е работа во тимови, флексибилност, еластичност, комуникативност, значи тие се вештини, одговорност и креативност секако. Во секој случај. Креативноста е она што најмногу доминира во овие неформален дел на образованието и верувам дека, како што и рече ти Билјана, јазикот не треба да представува бариера, а и Деспина кажа дека своите искуства ги пренесуваат кога ќе се вратат. И верувам дека и тимот, ако некој дете помалку го знае јазикот како универзален јазик, англискиот јазик, верувам дека меѓусебно се помагате, нели, кога одите на тие, да речам, средби надвор од државата. Ние дискутиравме и би сакала да направиме една разлика, Билјана, тука би се сочила во овој дел на лаборантите, бидејќи често ги појавувајќи се новиот профил или новата струка или квалификација, не знам точно како ги нарекувате, но често не прават разлика родителите и децата, кога е во прашање оваа струка, ја калкулиравте ли, ја предадивте во медицинскиот дел или во медицинската струка или во медицинскиот сектор, ајде тука да оние деца кои што сакаат да се запишат во оваа лаборанска? Лабораториска? Ајде. Таа струка да е малку да ја сега вака. Училиштето располага, како што претходно и вие кажавте, а и ние се надополнивме, со лаборатории. Тоа ни даде минатата учебна година, опремени лаборатории со работни места за секој ученик, со прибор за секој ученик, кога зборуваме од сегментот на лабораторија и на експериментирање. Тоа ни го виде како можност Министерството за образование и ни даде можност да отвориме здравствена струка во рамките на нашиот училишен центар. Сега тука може би добро би било да разграничиме што е разликата меѓу едниот и другиот. Еве сега вака низ примери би го кажале. Лабораторија асоцира на анализа. Во секој случај и едните и другите се аналитичари. Што значи, кои се работните обврски на едниот, а кои се работните обврски на другиот. Ако е здравствена струка, тогаш медицинско-лабораториски санитарен техничар е задолжен за работа и анализа, значи работа со земање на примероци, проби или како сакаме да ги кажеме, од крв, од урина, од плунка и така натаму, во делот на медицината. И нивна анализа. За сметка на тоа, хемиско-лабораторискиот техничар е во делот на анализата на се останато, како земање на проби, но не земање на крв, урина и така натаму во рамките на една лабораторија. Сега некој би кажал дали може да работи. Да, може да работи и едниот и другиот во една иста лабораторија. Предноста е нормално на медицината да работат и во делот сегментот на земање на примероци, односно крв, урина и така натаму, и нивна анализа, но во хемиските лабораториските техничари се оспособени да работат во анализата како во делот од биохемиска лабораторија, така и во делот на било која лабораторија од било кој друг сектор. Тука да ги спомнеме кога веќе правиме анализа е и разликата во поените, бидејќи хемиско-лабораториски техничар спаѓа во струката хемија и технологија, таму потребниот број на поени е минимум 45. Кај здравствената струка, бидејќи спаѓа во здравствена струка, она што Министерството ни го дава, е минимум 70 поени. Значи тука се да направиме разлика помеѓу можностите кои ги има учениците, да не има последнатаму разочарување од секаков тип, да знаеме дека Министерството за образование во целата држава, во здравствената струка, не дозволува намалување на минимум на поени. Тоа е она што го има како политика на уписи. Во сите останати струки има можност самото училиште да направи намалување на бројот на поените во второто запишување.
Затоа ќе зборуваме малку подоцна која е прво, која е второ запишување. Ја, зборуваме на крајот ќе пренесеме и таа информација, бидејќи имаме и тука едно прашање како ќе се одвиваат уписите, затоа ќе одговориме и на нашиот следач на Facebook, ја верувам дека и многу мина очекуваат да ни го разјасните тој дел, бидејќи има новитети овој пат во уписите. Јас само сакам да ги прашам уште Деспина и Андреја. Еве, Андреја, дали, например, некој од деветоделенците тебе те прашал како е во твоето училиште, дали ти би му дала позитивна насока да дојди, иако ни кажа во текот на разговорот, но дали вака некој се интересира за твојата струка, за можностите, се интересираат некои од твоите пријателки, помали и така натаму? Да, има многу заинтересирани и за нашата струка, исто така и за оптика. Од основните затоа што сега тие се двоумат, се уште се во неизвестност за каде да се запишат, дали ќе изберат точно струката која сакаат да учат. И јас му кажувам за се што на секој проект што сум била, затоа што јас учествував на Erasmus проекти и на Upshift, што го кажа професорката. И пробувам да им доволам дека е добро да се запишат кај нас и му ги кажувам сите позитивни, има и негативни, нормално, и негативните, за да знаат. За да донесат правилна одлука. Да, но повеќе се позитивни според мене и верувам дека ќе има многу повеќе отколку изминатата година за да се запишат кај нас и верувам дека нема да сгрешат. Какви се условите кога станува збор во условите на училиштето, бидејќи исто така и тоа е важно? Да. Дали се опремени учениците, дали се опремени лабораториите, сега во тек ни е училиштето на обновување, ни се обновува, исто така и досега беше добро опремено и како што наведивме лабораториите и за хемиските и медицинските техничари, исто и за оптиката, за ветерината сите се добро опремени и имаат многу место за работа, за кој што ќе научат повеќе со практична настава и верувам дека така, затоа и тебе те прашувам за условите, ти не ги прашувам професорките, тие секако ќе фалат. Исто и прашањето за Деспина. Какви беа условите за работа? Ти ни долови со твојата приказна. Дали условите се добри, да речеме, за да може, например, да се учи? Има многу ученици, има малку ученици, или тоа е предност, тоа е негативност. Како ти го помина овој 4-годишна едукација во ова училиште? Како ќе ти остане како спомен? Јас сум многу задоволна од времето што помина во нашето училиште. Професорите се супер, значи цело време ни обрнуваат внимание, сакаат да научат да ни помогнат во што и да било, макар и да е надвор од училиштето, нешто што не е поврзано со смеро, професорите ни помагале. Училиштето е многу добро опремено со инструменти, се што ни е потребно. Редовно имаме и ветеринар што работи во училиштето, тој не носи редовно миленичина, пациенти негови што ние можеме да учиме, да вршиме пракса. Исто така и мини фармата ни е тука, како што кажав дека имаме и мини фарма. Мини фармата имаме кокошки, кози. Или да работите и после училишните активности? Например, некој сака да продолжи, да речеме, да го третира, да ја третира кокошката, например, или петел. Дозволено ли е тоа? Или пак да се затвора училиштето, пак мора сите по дома? Не, како имаме, нели, прва смена и втора смена, доколку некој сака да остане и да му помогне на професоро или да учи со постарите ученици, кој например ние имаме ученици што од втора година останале со нас со четврта година, да видат како ние му помагаме, меѓу себе редовно си помагаме. Учениците можат да продолжат и во ветеринарната клиника или кај други доктори. Значи без разлика, доколку сакаат плюс часови да работат, да научат повеќе, дозволено му е. Професорите, доколку сакаме и со другите смерови, да видиме како работат, исто така ни е дозволено да одиме во лабораторија. Како, например, сега учествував на надпревар за народна техника. Така, да. И не беше, мислам, поврзано со твоето, не беше поврзано со ветеринарството, не беше поврзано со животните. Со екологија беше поврзано. Да, беше поврзано со екологијата и со помош на мојата класна, Ружица. Научив за влагата на почвата, исто така и за сателитите. Многу беше интересно.
може Беше да е добро. применливо со оглед на тоа што Во лабораторија така. работевме во лабораторија, редовно секој ден правевме експерименти, што ми беше мене многу интересно бидејќи беше надвор од мојата струка и научив нешто повеќе што си мислам дека ќе ми послужи за понатаму. И Она што рече и професорката Билјана дека можат сите струки, сите профили да бидат применливи на некој начин ако бидат добро запознаени. Се не знам дали на коњот ќе му треба очила, но можеби и ќе му треба, нели? Исто така, јас можам да ги пофалам професорките сите, не само што ни се гости сега. И професорите, нормално. Сите децата кои што имаат некои идеи за различни проекти, можат слободно да ги, кои ќе ги кажат на професорите, професорите се ангажираат за да му помогнат на децата и секогаш се сите добро расположени за соработка, за секакво, било каква помош за да учествуваат на повеќе проекти, да се организираат повеќе проекти и со тоа повеќе имаме и соработка и со другите и со Да, во сепак во младите се идеите, но за да бидат применливи тука се повозрастните за да можат да најдат начин како нештото да биде применливо, а во ова се идеите деца. Да, многу ми е драго. Многу ми е драго што професорите кај нас се трудат не само да ни не гледат колку само да ни пишат оценка и да ни ја предат лекцијата, туку се трудат и да сватиме ако нешто не е јасно, слободно можеме да прашаме, нема тука исмевање, нема од страна на другите ученици. Верувам дека треба повеќе да се прашува и нема тука незнаењето секогаш се надополнува само со прашање. Ако не прашате нема да знаете, никогаш нема да го добиете одговорот. Така да добро е што ја имате таа комуникација со професорите. Јас тука во студиото малку нас не е жешко и верувам дека би сакала да го привршиме и малку разговорот, бидејќи она што е сега клучно и важно, ви благодарам за големите искуства што ни ги пренесовте и ми е многу драго што ни бевте гости во нашето студио, но она што е најважно е како ќе се одвива уписниот рок, бидејќи рековме една новина постои оваа година. Професорки, која што сакате можете да изложите за да го доближиме? Пред да одговорам на ова последно прашање, би сакала малку да се надополнам во однос на девојчињата, да ги надополнам во на нивно искуство. Тие зборуваа за нивното искуство во рамките на нивните струки, во рамките на нивните профили. Но би сакала да кажам дека ликот на училиштето во изминатов период многу се променува. Ако некои од родителите имале деца, па во предходно и се сега родители на 9 одделенци, кога би стигнале до училиштето, би рекле дека тоа не е истото училиште. Зошто ова го кажувам? Затоа што во изминативе неколку години имаме крупни инфраструктурни проекти поддржани од различни, од Министерство за образование. Во моментот, може би некој ако помини низ училиштето ќе забележи дека е како едно големо градилиште, затоа што се поставува фасада, термоизолациона фасада. Се променија подови во училиштето, се променија внатрешна столарија, тотално се реновирани санитарните јазли кај учениците. Значи, стварно, веќе го менуваме ликот на училиштето, го освежуваме ликот на училиштето, за да им биде попријатно на сите ученици на сите наши ученици. Како на овие сегашните, така се надевам и на идните ученици. Кога сме кај идните ученици, ми поставивте прашањето. Да, годинава за прв пат имаме промени во начинот на упис за прва година. Тоа значи дека со поддршка на Министерството за образование постои портал преку Министерство за образование во кој за прв пат електронски се пријавуваат учениците за упис во прва година. Тоа како пракса кај нас е веќе востановено неколку години, но во високото образование. Сега, овие 9 одделенци прв пат треба да се пријават во електронска форма. Може би некои од нив се исплашени, може би родителите, тука се да ги охрабриме сите нив. Прво да кажеме дека има пријавување, уписот се врши во јуни месец. Така да со завршувањето на јуни, сите 9 одделенци треба да бидат примени, сместени во сите училишни центри низ цела држава. Низ неколку пријавувања. Првото пријавување е на 14 и на 15 јуни. Тоа е први онлайн пријавување. Што значи тоа? Дека учениците потполнуваат пријава од домашни услови, значи од дома,
Таа пријава е на Министерството за образование, го избираат училишниот центар и така натаму. Упишувањето е на 14 јуни цел ден до 24 часот и на 15 јуни до 15 часот. Понатаму, на 16 и на 17 јуни, сето она што како документација го проследиле во електронска форма, треба да го достават до училиштата. Но, ние како училиште сме спремни и на деновите кога ќе бидат електронското пријавување, за оние родители кои не се сигурни, кои не се во можност или пак имаат некаква проблем, слободно да ни се обратат во училиштето. Пријавувањето, иако е електронско, ќе го направиме од нашето училиште. Дел од нас како наставници, кои сме вклучени во како комисии за упис, ќе бидеме на лице место тука, за да им помогнеме на родителите. И во електронското пријавување, да не се плашат дека нешто ќе сгрешат или било што, доколку уште еднаш ќе повторам, не се сигурни, за време на ваквото електронско пријавување, независно дали тоа е прво, второ пријавување, да дојдат во училиштето, ние ќе им помогнеме во однос на пријавувањето. Значи, за сите останати, доставувањето на потребната документација во првото пријавување е на 16 и на 17 јуни до 19 часот, значи тогаш се доставуваат оние документи кои се аплицираат, а секако дека колегите наши кои се во основните училишта и ние на нашите презентации на отворениот ден на училиштето им кажавме што се им е потребно на учениците, а тоа се свидетелствата од 6 до 9 одделение и извод од матична книга на родени. Тоа се оние документи кои се потребни да се прикачат на страната, а следниот ден да се донесат до училиштето во хартиена форма, затоа што сепак имаме контрола. Во секој случај, оние кои што не можат електронски, бидејќи верувам дека дел од родители, дали не би ги поценила никој, но во руралните средини, но и во градските средини, во секој случај не може да се снајдат со електронската апликација, може да го посетат училиштето, вие ќе видите тука присутни како сите 4 дена професори кои што ќе помогнат во однос на можноста и електронски да аплицираат и еве и во хартиена форма да ги донесат, бидејќи ова е новитет. Дополнам, да, ова е новитет и во основните училишта. Одделенските раководители на 9 одделенците ќе им одржат обука за како да ја потполнат таа електронска пријава. Значи како да ги прикачат документите, не дека тие прв пат ќе се сретнат со тоа, но ние како комисија за упис во училиштето, тука сме сите 4 дена да ги пријавиме, да им прикачиме, да ги земеме документите, нема потреба од никаков страх. Значи, иако е ова како прво, нема да има никаков проблем. Битно е и најважно е да го одберат вашето училиште, да дојдат и да погледнат кои се можностите, кои се струките, односно да продолжат да учат во Средното општинско училиште Орде Чопела. Јас ви благодарам што ни бевте гости и верувам дека ќе имаме уште една средба. Рековме дека ова е еден уписен рок, но има 3 пријавувања на 14 и 15, на 21 и 22. До 24, да. Така и потоа има 28 и 29. Во секој случај, ние ќе имаме уште една средба со представници од вашето училиште, барем за оние кои што се двоумат кога ќе настанат тие уписи во првиот уписен рок, јас би рекла, после во вториот дел. Така, би ни биле повторно гости за малку да им го доближиме училиштето за оние кои што не успеале онаму каде што се посакале, па може би повторно ќе го испледат вашето училиште. Ви посакувам да имате успешна уписна година, односно 2022-2023 да ви донесе многу ученици. Зошто? Заради тоа што ќе создадете нови лица кои што ќе бидат стручни, образовани, едуцирани и ќе бидат подготвени на пазарот на трудот за компаниите кои што постојано се жалат дека немаат стручни лица. Тебе ти посакувам успешна матура, да се запишеш таму кој што сакаш, ти да собериш уште многу знаења од ова училиште и двете да своите знаења ни ги пренесувате тука во Македонија, да не останете тука во Македонија. Како и да е, благодарам уште еднаш што ни бевте гости, почитувани, тоа беа представници од Средното општинско училиште Орде Чопела.